Страв, гнев и неверување носи секој нов час од кобниот 6 август наваму. Датумот кој дел од нашите сограѓани ги остави без дом, други без најмилите. Но не настрада само престолнината и североистокот го плати данокот на поплавата. Како и да е, на денот на жалост во Крива Паланка и на денот на погребот на трите жртви од регионот. Со цел барем за момент да го победиме очајот, ја изслушавме приказната на кумановката Емилија Цветковска во која триумфира животот. И таа влегла во најбурните 3 часа од својот живот на скопската обиколница која што ја минува секој ден по 2 пати, еднаш одејки, друг пат враќајки се од работа. Дождот и градот се менувале и засилувале за да на крајот ја заглават новата сообраќајница со стотици возила и кога веќе немала излеза, нивото на водата пораснало, Емилија ја направила и најхрабрата, можеби одлучувачка за преживување одлука да го напушти автомобилот. Се движела околу возилото се додека не наишол бран кој кумановката ја однел кон Стајковци. У едно време осети дека почнува да ме увлечува надоле вода. Вода е 2 метра, људи, многу е страшно. 2 метра е вода била. Почна да ме увлечува надоле. Зему воздух, влече надоле, па некако успеу с ногу да се издигну да зему па воздух, да не се напију воду. Па едно време почна да ме врти овако круг, како вртлок да сам. Викам, људи, Боже, дали ми се на мене ово дешава? Не знаеш дали е јаве, дали е сан. Најискрено ви кажују. У еден момент, док се бори с тој вртлок, вајде ме он исфрли на едно мирно место. Она кое што веројатно и го спасило животот на 40-годишната Кумановка е тоа што останала присебна во најважните моменти и наспроти истоштеноста и студената вода, трезвено размислувала пред да донесе каква било одлука. И среќата вмешала прсти, донесувајќи ја до куќата на семејството Крстич од Стајковци. Пројде едно куќу, не мога да најду. Успеа да се префрли у друг двор. У друг двор гледам људи, тропам, качи се на слубичке, тропам, нема. А они сви биле горе на втори спрат. Почна да оду и почна да викам помош, и људи ме чува. Значи, тој мене људи што ме спасива чува и гнини комшие. Бре људи фрљава кофе, фрљава чаршафи, далеко, значи они сакав да ти помогнев, ама далеко се од тебе не можев да ти помогнев. Викам, ти иду низ овој дупку што го прави вода, па што ми даде Господ тој? Значи више немаше, ако останеше горе да се држу ти судавеше. Веќе вода дојде до уста. Пројде низ тој дупку, како пројде не знам ни ја сама. И сврлиме на едно место меѓу 2 прозора. И веќе ги слушам, они комуницирав меѓу себе људи, комуницирав и викав, изгубимо го жено, више не можеме да го помогнеме. Изгледа, вика, не могамо да го спасимо. И они вика, како бе не могамо да го спасимо? Не го гледам. Искача човек од другу страну и свети с батерију да ме најдев. Смогна силу и викам, туј сам, само викам, молове, брзо ми помогнете, више не може. И текнаги дека доле под нин прозор има мало прозорче. Од кујниче. И вика, дај ќе го отворимо прозорче и жену ќе го влечемо. Зема, отвори прозор и како стоеше ја до прозор, он ме само увлече. Тој ми дадева одма кебе да се згреу, пошто овакој се тресеше. Страшно беше. Избавена од матните води кои го променија изгледот на делови од Скопско, Емилија имала сили само уште да се качи до вториот кат на семејната куќа на Крстич. Несебично и понудиле се со што располагале. Ја стоплиле, истуширале, ја облекле во сувијалишта, ги санирале повредите и цела ноќ бдееле над неа. Благодарна им е за вториот живот на кој му се радува со сопругот и 3 дечиња.